Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам убава, пријатна можност да разговарам со Андријана Стојчевски, која што е асистент на градоначалникот Александар Георгиевски и е одговорно лице за културните манифестации на општината Илинден. Добро вечер и драго ми е што вечерва ќе разговараме за културните манифестации настани во општината Илинден, а најголемиот повод за овој разговор е манифестацијата Денови на културата во општина Илинден, поточно 27-та литературна манифестација Илинден 2026, која што се одржува денес на 11, утре 12 и на 13 мај оваа година. Навистина една манифестација со традиција. Па сакам разговорот да го започнам со прашањето поврзано со минатата година, поточно како би ја оцениле, односно како ја оценувате културната 2025 година во општина Илинден и што ја одбележа неа најмоќно, најсилно. Сигурно не можете да издвоите и да наброите се, но сумарно како ја оценувате минатата 2025 година на планот на културата во општината Илинден. Најпрво добро вечер до вас, Христо, и до вашите почитувани гледачи. Драго ми е што вечерва имаме можност да разговараме за многу убава тема, особено убава тема за општина Илинден. Затоа што ние навистина посветуваме големо внимание околу организацијата на оваа литературна манифестација, како и деновите на култура во општина Илинден. Да се навратам на вашето прашање, изминатата 2025 година литературната манифестација или културната програма во општина Илинден навистина беше доста успешна, особено преку традиционалната манифестација Денови на културата. Се одржаа навистина значајни настани, како филмски проекции на книги, промоција на книги, литературно матине за деца, поетска вечер, која што беше посветена на македонската родолюбива поезија. Имавме поетска вечер со македонски, но и интернационални гости и потоа ликовна изложба, како и настапи на културни ансамбли. Програмата беше инклузивна, привлечена вистина големо внимание и имаше голема посетеност. Еве, обично се вели дека на граѓаните им е најбитна инфраструктурата. Патиштата, превозот, сообраќајот и слично, без друго, неопходна и тоа како воздухот и како лебот, им е потребна и културата. Па затоа сакам да ве прашам колку е важно, колку е битно, колку е значајно една општина континуирано да вложува во културни манифестации и локални настани. Какво е вашето искуство на овој план? Многу е важно. Навистина е многу важно, затоа што културата е сршта на една заедница. Таа го гради идентитетот, ги поврзува луѓето, ја поттикнува
креативноста и може да биде навистина голем двигател преку туризмот и локалната промоција. Ако општината вложува континуирано, гради доверба, ја зголемува видливоста и локалните уметници и ја поттикнува размената на идеи, што значи ја прави и заедницата многу посилна, а и се разбира и поврзана. Еве и вашето конкретно и лично, би рекол, искуство на тој план говори дека вложените средства во културата никогаш не се попусто вложени средства. Вие сте секој ден во општината Илинден и ги осмислувате, ги креирате културните настани, контактирате со многу творци, уметници, контактирате и со публиката, значи со учениците, со граѓаните, бидејќи да се организира еден културен настан, а да не говориме на манифестација. Треба многу подготовки, треба многу време. Тука има многу нијанси, има многу детали. Точно кога треба да започне, каде, колку е конференцијето, каква е програмата и се треба да е толку изизолирано, толку однапред осмислено и организирано за се да заврши онака како што треба. И пример за тоа е вашата манифестација, Деновите на културата, која што годинава се организира и се одржува по 27 пат, уште малку, уште 3 години, па ќе бидат 3 децении, значи цели 3 децении ќе прославите за по 3 години јубилеј. Деновите на културата прераснаа во значајна традиција. Скопје немаше своја манифестација. Сега има неколку, но сега, тогаш кога се појави вашата манифестација, тоа беше една од пионерските, една од првите манифестации на овој план, значи на книжевен и литературен план. Што значи ова манифестација за културниот идентитет на општина Илинден? Бидејќи ова манифестација не е само општинска, не е ни само градска, не е ни само републичка, таа е меѓународна. Ајде малку проговорете ни вие, а додека вие говорите, јас годинашната програма ќе ја предочам на камерите, па и граѓаните малку да можат поотблиску да видат што е се планирано годинава да се случува во овие 3 дена. Така. Па, тоа значи, како што кажавте и вие, тоа значи дека манифестацијата Денови на култура во општина Илинден станува еден од столбовите на идентитетот на Илинден. Со својата долгогодишна традиција, таа го чува споменот на минатото, ги воздигнува локалните таленти и ја поврзува заедницата преку културните доживувања. Така, таа не само што се одржува, туку и ја збогатува уникатноста на општината, поврзувајќи ја, препознавајќи ја да биде препознатлива и горда на својот културен печат. И сега овде, ако сакате, можеме да проговориме и малку повеќе за програмата, меѓутоа да, може слободно да ни ја интерпретирате. Токму денеска се одржа, започнавме нели како прв ден од Деновите на култура, поточно се одржа детска представа. Представата ни се викаше Распеана турлитава, во режија на Снежана Коневска-Руси. Навистина, верувате, бев присутна таму, салата беше преполна со дечиња. Ми кажавте дека немало места, па морале да седат и на скалите, буквално. Да, моравме и на скаличките да се снајдеме, меѓутоа се тоа беше така убаво спакувано, сето тоа беше така убаво изорганизирано. Значи имаше голема заинтересираност. Браво. Имаше голема заинтересираност, ни беа на представа ни беа дечињата од трето оделение, од сите 3 основни училишта на територија на општина Илинден, така што навистина беше преполна салата, се ширеше една преубава енергија, што тоа со зборови не може да се опише, само може да се види. Снежана Коневска е професионалец, таа е позната актерка и режисер и дури и драмски автор напишува и драмски текстови. Така да во една личност има еден
еден комплетен театарски човек, би рекол, и не ме чуди дека успехот, резултатот бил евидентен, бил голем. Представата беше интерактивна, така што и дечињата беа вклучени. Учествуваа, браво. Исто учествуваа, да, и така да имаше една убава конверзација. Значи, убав почеток сте имале на манифестацијата. Убав почеток, да. Навистина, очекував дека ќе биде убаво, ама ваква атмосфера навистина не очекував. Одлично, браво. Да. Потоа продолжуваме ние утре, на 12 мај, од 11 часот ќе ни почне литературно матине за деца. Овде ќе настапат истакнати македонски писатели за деца и млади, каде што тие ќе прочитаат по некоја од нивните драгоцени детски творби, така. Исто така на ова манифестација ќе имаме и доделување на награди и пофалници на ученици и на менторите за најуспешни поетски творби. Од конкурсот што традиционално го распишувате. Да, општина Илинден распишува традиционално секоја година литературен конкурс. На која тема беше? Оваа година темата беше екскурзија во моето омилено место. Необично. Да. Навистина жири комисијата имаше претешка задача. Необична тема, интересна. Да, необична тема. Доста одиме на друго место, ама сега екскурзија во своето место. Да, или во голема моето општина. омилено место. Да. Так. Темата беше екскурзија во моето омилено место. И си избираат кое место. Пристигна голем број творби, навистина децата имаа голема инспирација и од жири комисијата добивме коментари, позитивни критики за пишувањето на творбите и од големиот одзив кој што го имавме од страна на дечињата. Овде ќе бидат прочитани исто и најуспешните литературни творби кои се наградени, па потоа ќе имаме и се разбира доделување и на награди и на признанија и така натаму. Истиот ден утре со почеток во 18 часот имаме отворање на ликовна изложба. Ликовната изложба ќе биде на нашата уметница ликовна уметница од општина Илинден, Катерина Трајковска, која што и денес можеше да се погледнат незините преубави дела кои што го красат просторот на Домот на култура Илинден. Да, така да во фоајето, да. Така што отворањето ќе биде утре со почеток во 18 часот, а по завршување на ликовната изложба ќе имаме и настап на концерт со настап на културно-уметнички друштва. Овде ќе ни настапи културно-уметничкото друштво Гоце Марковски, ансамблот за народни песни и игри Илинден, танцовото студио Марбл, така што дечињата ќе имаат прекрасен настап, но ќе имаме и музички колаж со индивидуален настап на ученици од општина Илинден. Овде учениците кои што навистина ги има во голем број, свират на разни инструменти и ќе имаат, ќе им дадеме простор да бидат видени, слушнати, да се представат со некоја нивна изведба. Така што овде го завршуваме утрешниот ден, 12 мај. И централната манифестација, 13 мај, со почеток во 19 часот, стандардно, го имаме поетскиот митинг Стихови за душа. Градоначалникот на општина Илинден, господинот Александар Георгиевски, ќе има поздравно обраќање. Ќе има поздравно обраќање и председателот на Друштвото на писатели, бидејќи сепак оваа манифестација се одржува во соработка со Друштвото на писателите. Исто и овде ќе имаме поетска вечер посветена на современата македонска родолюбива поезија, така што македонските автори, но не само македонските, туку рамо до рамо со нив ќе бидат и странски автори на нашата манифестација, бидејќи ова е и меѓународна и ќе прочитаат некои од своите прекрасни творби. Исто така, вечерта ќе ја завршиме и со настап на нашата позната музичка дива Лидија Кочовска. Така што очекувам да имаме еден прекрасен настан, да имаме прекрасна манифестација, ќе имаме гости и од Црнагора, од Херцег Нови и очекувам дека ќе биде секако што треба. Јас токму со тоа сакав малку да ве надополнам. Илинден е населба многу блиску до градот, би рекол, се наоѓа до самиот град и воопшто не можеме да кажеме дека е населба на периферијата. Напротив,
Илинден веќе како да се спои со Скопје. Веднаш по населбата Маџари доаѓа Илинден. Така сите граѓани со свој превоз убаво е да ја следат ова манифестација, бидејќи е ова манифестација од отворен вид и ова не е само локална манифестација на Илинден, туку ова е манифестација и на градот Скопје. И во вистинска смисла на зборот е меѓународна. Годинава ваши гости се градот Херцег Нови. Вие се збратимувате со Херцег Нови и оттаму ќе биде присутна писателката Вишња Косовиќ, но и сликарот, ликовниот уметник Ѓуро Лубарда. Убаво е што ова манифестација Денови на културата во општина Илинден во вистинска смисла на зборот станува меѓународна и исто така вие ќе им возвратите на вашите гости од Херцег Нови со ваши настапи таму во Црна Гора, поточно во општината Херцег Нови. Па сакам сега да ве прашам уште малку за оваа манифестација Денови на културата, бидејќи како што кажавте и самите, таа има богата и содржајна програма, се преплетуваат повеќе области и веднаш да кажам дека не се публика само децата, учениците, туку и возрастните, не само професорите, туку и граѓаните. Јас сум бил самиот сведок кога салата била преполна од граѓани од општината Илинден, но и од градот Скопје, бидејќи сте имале многу успешни изложби, многу успешни концерти, многу успешни литературни читања за деца, но и за возрастни. Па сакам да ве прашам, во рамките на Деновите на културата, постојано има литература, филм, музика, ликовна уметност. Дали токму ваквата разновидност е клучот за привлекување на вистина широката публика? Точно. Разновидноста е навистина клучна, бидејќи секој може да најде нешто за себе. Од кинопроекции, од театарски представи, од ликовни изложби, од музички настапи, визуелна уметност, значи промоции на книги, има за секого по нешто. И токму таа палета на различни уметнички изрази, да ги наречеме, ја прави манифестацијата толку привлечна и помага да допре до секого, навистина до секого, што ја прави навистински инклузивна. Така да ќе продолжиме ние и понатаму, како и до сега, така и од сега понатаму, секоја година да се трудиме да внесуваме секогаш нови содржини, но исто така привлечни и интересни за сечи вкус. Сосема сте во право, оваа манифестација е интердисциплинарна, значи постојано ги интегрира од една страна книжевноста, ама од друга страна и сликарството, односно ликовната уметност, понатаму филмот, музиката, буквално сите културни уметнички сфери се презентираат и се афирмираат во рамките на оваа заедничка, би рекол, мултикултурна, мултиетничка, интердисциплинарна манифестација. Соработувате со Друштвото на писателите на Македонија за читањата за деца и млади, но и за читањето за возрастните. Но исто така, како што рековме пред малку, соработувате и со голем број на творци, уметници од странство. Годинава гости ќе имате од Херцег Нови, позната писателка и познат сликар, но во претходните 27 години навистина продефилирале многу творци и од Словенија, и од Бугарија, и да не ги набројувам сите други земји. Ајде нешто за оваа соработка со Друштвото на писателите на Македонија, но и воопшто со уметниците од странство. Да. Соработката, морам да изтакнам дека соработката со Друштвото на писателите на Македонија е исклучително значајна, бидејќи ја отвора ликовната, односно локалната сцена
за нови партнерства. Тие носат пред се искуство, што тоа нас не е нели доста значајно. Инспирација што ја збогатува и локалната креативност, но и прави културната програма да биде поразновидна и поатрактивна. Оваа соработка со Друштвото на писателите на Македонија е доста значајна, како што кажав, и навистина имаме одлична комуникација и претходно, нели, со претходните председатели што биле, но и сега со председателот Живко Гроздановски. Така што се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со исто темпо и не само со нив, туку ќе продолжиме и со убава соработка и со странските автори кои секогаш, верувајте, со нетрпение очекуваат да дојде месец мај. И се добре дојдени. И се добре дојдени, тоа секако, меѓутоа со нетрпение очекуваат да дојде месец мај за да се случи оваа културна манифестација, па ете да се дружиме малку повеќе. И да го видат Илинден. Бидејќи Илинден е навистина една убава населба, па не знаете каде е поубаво. Дали кај хотелот Белви или од другата страна каде што е населбата која што веќе е навистина урбанизирана и секое доаѓање таму во Илинден, јас како да гледам некоја нова населба. Толку многу се гради, толку брзо се менува ликот на населбата и буквално нема веќе разлики. Јас не ги гледам веќе нивите во Илинден. Ги гледам сега зградите, фирмите, навистина една урбанизирана, богата, голема населба. Секоја година кога доаѓаат нашите писатели, автори и од странство, меѓутоа и македонските, и се чудат помалку, меѓутоа секој пат се воодушевени од нешто ново што се направило, од нешто ново што се реализирало нели во текот на годината што изминала. Така што навистина добиваме преубави коментари, преубави нели позитивни критики и за работењето на градоначалникот и за изгледот на општината. Да, вредни сте навистина со многу активности и оној што ве следи, јас ве следам. Знам дека многу често пошумувате, правите спортски терени, патишта, патеки, буквално се она што и треба и што и доликува на населбата Илинден. Градоначалник Александар Георгиевски е вреден, сериозен, амбициозен и според мене вистински човек на вистинско место и само така треба да се продолжи во оваа населба. А мене посебно лично ме радува што и годинава вклучувате многу деца, млади поети, таленти, музичари, танцови групи. Едноставно секогаш водите грижа, водите сметка за населението, за младите творци од општината. Затоа што мислам на овој начин дека и се создава една нова генерација на културни творци. И ние не треба се чудиме, напротив, треба да знаеме дека токму од тие деца, од тие ученици ќе излезат нови писатели, нови ликовни уметници. Како што од вашата населба бил поетот Драган Крушкаровски, како што е сегашниот актуелен академски сликар Новица Трајковски и многу други творци кои што, верувам, во иднина ќе произлезат токму од вашата општина. Па прашањето ми е токму тоа подмладување, тоа освежување, таа нова свежа крв, тие млади автори, како ги анимирате, како ги откривате, како едноставно тече овој процес на создавање на нови, млади творци во општината Илинден? Апсолутно, тоа е и целта. Тоа е и нашата цел. Вклучувањето на младите поети, на музичарите и на танцовите групи е одличен потек. На тој начин општина Илинден не само што ја поттикнува креативноста, туку и ја осигурува и долгорочноста и одржливоста на културниот живот во општина Илинден. Така да тие млади уметници се идните носители на културата и ќе се формираат и нели ќе ја формираат незината насока во иднина. И понатаму да се
нели, да се појавуваат на културната сцена, да се поттикнуваат, да пишуваат, еве овој литературен конкурс преку награди, да. Овој литературен конкурс кој што го објавуваме секоја година, како што кажав, има се повеќе и повеќе убави творби, убав пишан збор, навистина децата се трудат, така што ние знаеме и очекуваме дека од тие дечиња утре ќе станат и некои познати автори. Така. А дека сте вредни, дека сте амбициозни, потврда, доказ и ова издание, ова монографија, со наслов Населба Илинден, второ дополнето издание, објавена е минатата година. Автори се доктор Ѓорѓи Малковски и Драги Ангеловски. Навистина, една панорама од активности, еден преглед. Не може оваа книга да биде толку дебела ако вие толку не сте биле вредни и амбициозни. Да. И одиме понатаму со разговорот. Сакам накусо да ве прашам и за фолклорниот фестивал Света Троица, кој што постојано собира ансамбли од повеќе земји. Колку ваквите настани придонесуваат за меѓународната културна соработка. Бидејќи не можете вие да отидете некаде ако претходно не поканите некого. Токму така, да. Тие настани навистина се прекрасни, навистина се клучни за меѓународната културна размена. Тие не само што ги поврзуваат различните традиции и обичаи, туку овозможуваат и диалог меѓу културите. Градењето на толеранција и разбирањето исто така. Така што со тоа локалните уметници и ансамблите добиваат шанса да се истакнат на глобално ниво, а општината со нив нели се позиционира и на едно повисоко ниво во културниот живот во регионот, па и надвор од него. Ќе ве прашам за нешто што сметам дека е денес посебно битно. Колку е важно зачувувањето на македонскиот фолклор и традиција во време и наспроти модерните глобални трендови. Некако како често кога подзабораваме кои сме и какви сме, ако не си го негуваме сопствениот фолклор и сопствените традиции. Верувате, многу е важно. Затоа што фолклорот е темелот на нашата културна меморија и додека глобалните трендови носат промени, токму овие традиции ни даваат корени и ни помагаат да не заборавиме од каде потекнуваме и ни овозможуваат да ги пренесеме овие вредности и на идните генерации. Така што дури во дигиталната ера можеме да кажеме дека се истакнуваме и на повисоко ниво. Покрај големите манифестации, за тоа пред малку говоревме, општината постојано организира и, така да речем во наводници, локални настани, изложби, промоции, читања на локални уметници, и нека не звучи грубо, на аматери. Дали културната политика е насочена и кон поддршка на домашните таленти? Знам дека многу им значи, многу му значи на едно момче, на едно девојче, прв пат да ја облече македонската носи и да настапи пред своите родители, пред комшиите, пред граѓаните, или некој друг млад творец, своите први цртежи, своите први слики, јавно да ги представи, или обратно да напишал, објавил книга и слично. Без таа општинска грижа, мислам дека овие творци многу тешко ќе го најдат местото под сонцето, односно на глобален план. Какво е вашето искуство во врска со ова? Апсолутно е така. Овие локални изложби кои што ги поддржуваме и се организираат, се случуваат во нашата општина, особено во Домот на култура Илинден, кој што е расадник на такви настани, покажуваат дека општината ги поттикнува и ги поддржува и е насочена токму кон тоа. Да се даде простор на домашните таленти. Така да не само што се промовира креативноста овде, туку се создава и
потпора за младите уметници да растат, да се усовршуваат и да добијат голема видливост. Така што во текот на годината во нашата годишна програма за култура редовно се вклучени и тие такви културни настани, односно ликовни изложби на уметници, ние ги нарекуваме аматери, меѓутоа верувајте дека тие се навистина големи професионалци. Веќе се, да. Тие се многу задоволни, така што и самите се пријавуваат и сакаат да организираат такви ликовни изложби. Така. Не така одамна го организиравте и новогодишниот базар, Патека на радоста, и тој привлече многу луѓе со современи музички содржини. Како е кога се балансира помеѓу традиционалната и модерната култура? Како ја воспоставувате таа рамнотежа, тој баланс? Се обидуваме да ја воспоставуваме како што треба и се надевам дека сме на добар пат. Токму така, како што кажавте, меѓутоа тоа беше пред Нова година, нели? Новогодишен базар, така да. го нарековме, Патека на радоста. Неколку години поред наназад се одржува исто и оваа манифестација во пресред на новогодишните празници. Секогаш се одржува, трае по неколку денови со богата музичка програма, исто така нели привлечна да допре до засечи вкус, така што се обидуваме да донесеме музичари или да направиме некоја програма да биде компатибилна и за помладата генерација, но и за повозрастната. Исто така им даваме и нели простори на културните ансамбли да настапат на територија на општина Илинден, и се надевам дека сме на добар пат и дека успеваме да се водиме рамо до рамо со сите и со другите поголеми општини со ова наша културна програма која што се случува во текот на целата година. Така. Неизбежни се, неминовни се и комеморативните настани во рамките на вашите активности и вашата програма, кога се оддава почит на македонските херои, бидејќи се преплетуваат културата и историската меморија, тие се поврзани. Само на тој начин, мислам дека се негуваат спомените, се негува културното наследство, традицијата. Илинден не е толку нова населба. Илинден веќе негува и има своја историја, има своји личности, своји ликови, своји значајни личности. Јас слободно ќе кажам, и херои, и творци, и уметници. И само ќе ви посакам да го продолжите тој спомен, да продолжите таа традиција, бидејќи без тоа нема ни идентитет, се заборава, се губи она што рековме, кои сме, каде сме, што сме, какви сме. Токму така. Се обидуваме да им дадеме почит и на нели, паднатите херои. Да. Во текот на годината, исто во рамки на годишната програма за култура, имаме предвидено ние и настани за одбележување на такви положување цвеќе за такви настани кои што се за нас доста значајни. Се положуваат цвеќе на спомен плочата на Васил Аджиларски, исто така се положува цвеќе на спомен плочата на Роберт Петковски, исто така и на Драго Маневски, каде што за Драго Маневски направивме и еден голем, преубав спортски комплекс, кој што го нарековме Драго Маневски. Така што секогаш се обидуваме на сите полиња да бидеме застапени. Ме радува прво што без да ги читате, ги знаете нивните имиња и тоа многу значи, верувајте ми, бидејќи тие имиња се врежале во вашата меморија, во вашата свест и уште повеќе е убаво што ја оддавате таа почит, таа почест кон нив и убаво е и сите граѓани нив да ги помнат и да ги знаат како што вие пред малку тоа го покажавте. Колку граѓаните на општина Илинден активно учествуваат и ја поддржуваат културната програма? Има ли место денес за култура покрај сите други тековни работни активности? Знам дека општина Илинден е индустријска населба, нели, таму имате индустријска зона, блиску сте до аеродромот, тука врват сообраќајните патишта, едниот кон Куманово, другиот кон Штип и кон Битола. Се наоѓате на
би рекол, на едно место каде што се создаваат пари, индустријата таму работи. Има ли место за култура? Што сакаат граѓаните? Зашто некако во поново време граѓаните како да сакаат само да побегнат од реалноста, бараат комедии и слично. За кои од овие програми постои најголема заинтересираност? За музички настани, за театарски, за филмски, за литературни? Слободно кажете едно ваше видување. Да. Верувајте, има простор и за и за интерес на културните настани и покрај тоа што го кажавте дека нели Илинден е индустријска да, сите се вработени, сите нели денес во денешно време секој трча по работа. И не случајно таа е најбогатата општина во Скопје. Токму така, да. И секој трча нели да постигне некаде дали на работа па дома, меѓутоа верувајте дека има интерес и за нашите културни настани. Навистина, секој настан, значи не можам да издвојам некој настан каде што немало доволно публика, каде што немало доволно интерес. Секогаш се преполни салите, дали тоа се одржува во киносалата, нели во Домот на култура, дали во фоајето на Домот на култура е тоа некоја изложба, или пак можеби музички настан, како што знаеме да организираме Ден на општина и тоа се случува секогаш во рамки на амфитеатарот што е надвор во рамки на Домот на култура, исто така целиот тој простор е пополнет со публика. Исто така, како што ги кажав и новогодишниот базар, патека на радоста. Оваа година се одржуваше на новиот плоштад во населено место Марино. Поверувате дека целиот плоштад па и пошироко беше преполн со луѓе. Така што верувам дека ги интересира и културата и културните настани и ете се обидуваме да допринесеме, да допреме до секој поединец, до секој наш жител, да го заинтригираме за тоа што ќе се случува и да нели му привлечеме внимание да дојде на овие културни настани. Добро, еве се планира наскоро да се изгради и пруга која што ќе го поврзува Илинден, односно и аеродромот со Скопје. За оние кои што не биле во Илинден, да им кажам дека има навистина еден убав дом на културата. Во приземјето е простор за ликовни настани. Потоа на горниот кат е навистина една функционална убава сала за културни настани, но тука и библиотеката, имате библиотека. Ме радува еве што сте направиле плоштад во Марино. И веднаш сакам да кажам дека Илинден е голема и сериозна општина. И нешто што не очекувате, ма сега ќе го кажам, ме радува што вашиот сопруг е оперски пејач. Значи, оваа населба по ништо не се разликува од другите, и ова општина, од другите општини. Кои културни настани или проекти би ги издвоиле како најуспешни во минатата, во 2025 година? Ако се издвоите неколку и кажете ни некој збор за нив. Ова е навистина тешко прашање, Христо. Тешко, зашто ова монографија е многу голема и тешка. Што да издвоите? Ова е навистина тешко прашање затоа што не може да се издвојат тие такви културни настани. Да. Секоја културна манифестација, секоја си е приказна за себе, да. И сите ги издвојувам како успешни затоа што има навистина голема заинтересираност за посетување на овие денови на култура во општина Илинден, каде во нивни рамки имаме нели повеќе културни дејности, изрази, од ликовни изложби, од поетски вечери, од музички настапи, значи кинопроекции, театарски представи оваа година. Во текот на годината се одржуваат и други музички концерти, така што навистина не би можела да издвојам, сите се почитувана колешка своја приказна за себе. Андријана, велам колешка, бидејќи и вие сте новинар, бевте новинар, тога ќе освртиме прашањево малку, па ќе биде не враќање назад ретро во минатото, што можат граѓаните да очекуваат во иднина наскоро од културната програма на општина Илинден. Ајде малку, јас знам дека имате на крајот од јули манифестација, но вие кажете ни што да очекуваат тие и ние сите, нели, заедно од културната програма што вие за до крајот на 2026 година. Неколку настани издвоите. Така.
Значи, најпрво би сакала да истакнам дека да ги поканиме гледачите, нашите жители од општина Илинден, меѓутоа и пошироко, затоа што секоја година имаме и гости од надвор од Илинден и од другите градови, така што сега во наредните денови, утре и во среда, ќе имаме голема посетеност и добра забава на деновите на култура и на литературната манифестација. Потоа, во текот на месец јули, кон крајот на месец јули, само да кажем, ќе имате посета, бидејќи имате Лидија Кочовски, многу ќе дојдат да ја видат, да ја слушнат. Да, Лидија Кочовска, нашата македонска дива, ќе настапи, така што сите што слушнаа дека таа ќе настапува, рекоа дека ќе имате публика. Да, таа ќе отпее неколку македонски евергрини, така што навистина ќе биде преубаво. Добро. Да прекинам малку и Сезино продолжи. Да, во текот на месец јули се подготвуваме за нашата исто така доста важна манифестација Ден на општина Илинден. Овде ветуваме добра забава, музички концерт од некои од нашите познати македонски изведувачи. Тоа е кој датум, 31 јули или негде пред? Не, тоа е последната недела од месец јули. Сега се уште немаме, се уште немаме. Од 25 до 31 јули, да речеме. Да. Условно, така. Добро. Да. Тука ветуваме добра забава, нели, за околу одбележувањето. Каде организирате оваа манифестација? Таа ја организираме во дворот на Домот на култура Илинден, односно во амфитеатарот. Надвор имаме прекрасен амфитеатар, бидејќи е месец јули. Супер ќе биде летни топло, горещини, сончево, топли, малку освежување. Да, сепак сметаме дека кога е на отворено има подобар ефект и подобар амбиент за одржување на оваа манифестација. Добро, тога си и годишни одмори, ајде после што имате нешто планирано? Да, потоа ќе имаме, ние во тек сме на изработка на монографија за општина Илинден, која што ова е монографија за населба Илинден, меѓутоа ќе имаме и промоција на монографија за општина Илинден, која што е во тек се подготовките. Не би сакала премногу да откривам за тоа, меѓутоа кога ќе биде готова. Да. Потоа ќе имаме исто така и ликовни изложби на нашите ликовни уметници од општина Илинден, а се разбира и во текот на месец декември би требало да се одржи и ликовната изложба на нашиот академски уметник Новица Трајковски. Тоа не е традиционална изложба која се одржува секогаш во средина на месец декември. Одлично, мислам дека... И се извинувам, заборавив уште една манифестација која што ќе се случи сега на почетокот на месец јуни, а тоа е културната манифестација или концерт за во пресрет на празникот Света Тројца. Тоа го организираме заедно во соработка со културно-уметничкото друштво Света Тројца и овде ќе ни дојдат нели играорци, културни ансамбли од повеќе држави, така што ќе имаме исто добар настан. Ќе биде повторно во Илинден весело, разиграно, распеано. Навистина, опфативме во овој разговор многу информации, многу настани, многу манифестации. Само продолжете така, но бидејќи секоја емисија, па и нашата, има свој крај, брзо поминуваат тие 45 минути. Сакам на крајот од емисијава да ве замолам во оваа наша тетрадка на гости, на учесници, со еден од овие фломастери, одберете си една боичка. Обично женскиот пол ја избира црвената. Тука, само да видам, тука, да ни напишете една порака и да ни се подпишете. Значи нешто за Илинден, за по ваш избор. Да. За Илинден може многу да се пишува, може За книги, цели романи да се напишат. Епа ете, како што гледате, монографија за населба Илинден, во подготовка е издание на монографија за општина Илинден, така што имаме ние навистина многу запишување. Ајде да видиме, малку ви деконцентрирам, што ќе ни напишете вие. Илинден е, јас за гледачите им читам, Илинден е расадник на
Илинден е расадник на културните Добро. настани Да, или манифестации. да. Пишувајте слободно. Подпишете се тука. Убаво е кога некоја населба е расадник на цвеќе, на агрокултури, па и на култура. Бидејќи култура, зборот, значи дека нешто што треба да се негува, да се одгледува. Тоа е во основата на зборот култура. И убаво е што вие тоа го правите. Нека има цвеќиња, нека има растенија, меѓутоа нека има и културни настани и манифестации. Само да нема неизорани ниви, да нема плевел, да нема ѓубре, да нема отпадоци, а се друго нека има секаде, па и во општината Илинден. Сакам со рака да ви честитам на вашиот личен ангажман, но и на ангажманот на вашиот градоначалник Александар Георгиевски и севкупно на вашата општина Илинден. Продолжете да работите вака и да бидете во самиот врв, според ангажманите, на општините во Скопје, но ја би рекол, вие не сте само Скопска општина. Вие сте македонска општина, значи на општините на нашата држава, која што можне успешно комуницира и со општините од странство, како што е сега најновиот случај, вашето братимење со општината Херцег Нови, прекрасниот Херцег Нови, од Република Црна Гора. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас. Навистина ми беше драго што бев ваша гостинка и што имав можност еве да ги представам пред гледачите нашите културни настани, кои што, верувате, со голема љубов ги работиме и ги организираме во општина Илинден, и уште еднаш ги поканувам гледачите да дојдат, да ја посетат општина Илинден и да бидат дел на некои од овие културни настани кои што ќе се случуваат. Еве, денес денот помина, меѓутоа утре и во среда имаме навистина доста богата културна програма. Така е.